Добро вечер на сите. Се надевам дека се слушаме. Ја на кратко само да ви објаснам, да ви кажам дека почнав со една нова ситуација. Ќе има и дневни приказни за деца. Некој ми кажа дека немам аудио. Јас се извинувам. Би требало, да, одлично. Моментот е што ја добив 2 тома од книги, ствари, од 1001 ноќ и ќе почнам да ги читам секоја вечер, по една приказна, евентуално до 2 ако се премногу кратки, и ќе гледам да ги исполниме сите книги. Ова ќе потрае, зашто е захват подолг, и се надевам дека ќе потрае и поише и од после коронавирусов со нашава изолација. Но ајде да не кажам за наша забава, и ваша, се надевам ќе биде интересно. Да почнеме. Денеска почнувам со том 1 и првата приказна на листата е приказната за цар Шахријар и брат му. Раскажуваат, а само Аллах знае дали навистина било така, дека многу одамна во незапаметените времења, дури некаде кај Индија и Кина во некоја земја живеел цар од родот Сасаниди. Имал војници и велодостојници, слуги и свита, а имал и 2 сина. Двајцата биле јунаци, но постариот бил појунак. Тој ја наследил земјата и ги управувал праведно племењата. Народот во неговите земји и во неговиот крај го засакал. Се викал цар Шахријар. Неговиот помлад брат се викал Шахмазан и бил владетел на персискиот град Сармаканд. Животот мирно течел ни цели 20 години. Секој ги управувал праведно своите поданици и живеел во радост и задоволство. Живееле што живееле така, но дошло време и на постариот брат му се нанижила душата за помладиот и му наредил на својот везир да отиде кај него и да го доведе. Везирот пристигнал жив и здрав, се јавил кај брат му. Му ги пренел поздравите и веста дека брат му царот многу сака да се видат. Братот покорно ја примил заповедта. Се подкотвил, ги товарил шаторите на камили и маски. Собрал слуги и свита, го назначил својот везир за управник додека да се врати и трнал на кај земјите на брата си. Но сред ноќ се сетил дека заборавил нешто. Се вратил во дворецот и што ќе види? Жена му се гушка на постелата со еден од неговите робави. Му се стомнило пред очи. Го извадил мечот, замавнал и ги убил двајцата на постелата. Веднаш потоа се вратил кај караванот, одел што одел и стигнал во градот на брата си. Постариот брат се израдувал, излегол да го причека. Седнале да разговараат. Тогаш Шахмазан се сетил што направила жена му и голем укруп му летала душата. Погледал во лицето, телото му папсало. Братот му го забележал тоа, но не го прашал што му е. Ајде, дојди со мене на лов, па можеби ќе ти олабави срцето, му рекол. Шахмазан одбил и брат му отишол сам на лов. Во царскиот дворец имало прозорци што гледале кон градината. Шахмазан погледал кон неа и што да види? Вратата на дворецот се отворила. Излегле 20 наложници и 20 робови. А жената на брат му, чудесна убавица, одела со нив. Стигнале до шадрванот, се соблекле и изнаседнале едни до други.
жената на царот викала: Мусад, еден црн роб би се приближил. Се прегрнали и почнале да се љубат. Робовите и наложниците го направили истото. И така до самнување. Братот на царот гледал и си велел: Боже, ова е полошо и од моето. Тегобата му попуштила и почнал да јаде и да пие. Цар Шахријар се вратил од лов и го погледнал брата си Шахмазан, кој бил закрепнат, лицето му останало румено, веќе јадел со апетит, а пред тоа не каснувал рече се ништо. Се зачудил што се случило и рекол: Те гледав, брате, лицето ти беше платноснато, а сега му се вратила бојата. Кажи ми што ти е? Ке ти кажам зашто бев блед, но не барај да ти кажам зашто ми се врати бојата, одговорил Шахмазан. Прво кажи ми зошто беше побледен, зошто беше папсан. Шахмазан раскажал што му се случило и завршил со зборовите: Само не терај ме сега да ти кажам зошто ми се врати бојата. Жити Аллах, кажи ми зошто ти се врати бојата, извикнал братот. Тога Шахмазан му раскажал све. Сакам со своји очи да го видам тоа, рекол Шахријар. Направи дека одиш на лов, но скри се кај мене и ќе видиш. Царот наредил да се подготват све и да трнат на пат. Ги раснале шаторите надвор од градот. Тој седнал во својот шатор и му рекол на слугата: Никој да не влегува кај мене. Се пресоблекол и тајно влегол во дворецот кај брата си. Седнале пред прозорецот што го гледал кон градината. Наложниците и робовите излегле таму заедно со својата господарка и до приквечер правеле точно како што му раскажал брат му. Цар Шахријар многу се возбудил и му рекол на Шахмазан: Ајде да бегаме од тука. Не ни треба царство, додека не видиме дали на некој друг му се случило вакво нешто. Подобре да умреме отколку да живееме ваков живот. Двајцата излегли низ тајната врата на дворецот. Оделе денови и ноќи додека стигнале до морето. Седнале да се одморат под едно дрво во една пољана. Се изгасниле жртта од сладка изворна вода. Не поминало многу време, а морето се разбрнувало. Од него се дигнал до небо црн столб, што се лизнал на кај пољаната. Браќата се исплашиле, се изјасниле на врвот, се изјаиле на врвот на високото дрво и почнале да се обзираат наоколу што ќе се случи. Се појави еден џин. Снагата му беше висока, плеките широки и главата огромна, а на главата носел сандак. Дошол кај дрвото, седнал под него, го отворил сандакот, извадил од него една голема кутија и отворил, и од неа се појавила една прекрасна убавица како сонцето по зорницата, како што рекол поетот. Таа жена се појави од најтемната ноќ, од незиното лице до зората озари, и сонцето заблеска со сета своја моќ. На луѓето долу топлината да им ја дари. Се клањаат сите пред таа жена красна, што е толку мила и опојно страстна. Зад неа понекогаш громови ечат, и солзи се леат, и матни води течат. Џинот ја погледнал и рекол: О господарке на невиноста, сакам да поспијам. Се навалил главата на незините колена и заспал. Таа го дигнала погледот кон врвот на дрвото и видела горе двајца цареви. Ја поместила главата на џинот од своите колена, ја спуштила на земја и им дала знак да слезат и да не се плашат од ифритот. Се плашиме да не се разбуди и исполинот, викнале тие. Живи Бога, веднаш слезете, затоа што инаку јас ќе го разбудам, ќе ве види, ќе ве погуби со најстрашна смрт. Тие се исплашили и слегли од дрвото. Ама таа им наместила и рекла: Ајде сега ставајте го, ама да биде силно, зашто ќе го разбудам ифритот.
Брате, прави како што ти наредува, му рекол исплашениот цар Шахријар на баата си. Не сакам да одам пред тебе, му одговорил тој. Почнале да се потрнуваат кој да почне прв, а таа викала: Што си намигнувате вие, бре? Ајде почнувајте или ќе го разбудам джинот. Пардон. Тие направиле како што им наредила и штом завршиле, таа извадила од джебот едно кесе и од него зела една врвца на која биле врзани 570 прстени и прашала: Знаете ли што е ова? Не знаеме. Сите собственици на овие прстени го правеа тоа со мене истото и му ги набија робовите на исполенот, затоа што неговиот рог не си ја заврши работата. Ајде и вие дајте ми по еден прстен. Тие и дале 2 прстена. Штом ги извадиле од своите раце, таа почнала да раскажува: Овој ифрит ме грабна од мојата прва брачна ноќ. Ме стави во кутија. Кутијата ја скри во сандак. Сандакот го заклучи со 7 катанци и го спушти во длабочините на големото разбранувано море. Но треба да се знае, кога жената ќе посака нешто, ништо нема да ја спречи, или како што велат стиховите: Во женските ветувања нема и верба. Неверството го кријат со блескава руба. Меѓуножието го користат за берба. За нив Адам од рајот е истеран грубо. Двајцата се зачудиле до нема и каде и си рекле: Што ми на овој джин му се случило такво нешто, можеме да бидеме спокојни. Нашето дури не може ни да се споредува со неговото. Ја оставиле жената и се вратиле во своите градови. Цар Шахријар им ја одсекол главата на жена си и на наложниците на робовите. Од тогаш ги замрзил сите жени. Наредил секоја вечер да му доведуваат по една девица и истата ноќ, откако ќе ја одземал детственоста, ја убивал. Тоа траело 3 години. Луѓето се растревожиле, почнале да бегаат со своите ќерки и во царството не останала ниту една девојка за мажење. Еднаш царот, како обично, му наредил на својот везир да му доведе девојка. Везирот излегол, барал и не нашол. Се вратил дома натажен, загрижен и исплашен дека царот ќе го убие. Везирот имал 2 ќерки, убави, обстенливи, со стројно тело, вити, прелесни. Постарата се викала Шехерезада, а помладата Дуњазада. Постарата читала многу книги, истории и биографии на поранешни владетели, случки за древни народи. Таа му рекла на татко си: Гледам дека си тажен и дека те мачи нешто. Во такви случаи некои луѓе велат во стихови: Кажи му на тој што страда дека тагата стиснува, спласнува. Како радоста што се топи, така и тагата сгаснува. Везирот и раскажал се што му се случило кај царот. Жити Аллах, татко, мажи ме за царот, рекла таа. Јас или ќе останам жива, или ќе се жртвувам за да ги спасам муслиманските девојки од него. Керко, се плашам да не ти се случи и тебе она што поради едно магаре и еден вол му се случило на нивниот стопан. Што се случило со нив, татко, прашала таа. Тогаш везирот почна да раскажува. А тоа е приказна за утре. Имајте убави соништа и до слушање.